Утра пеколни заедно ќе минеме древна земја македонска. Добро утро, јас сум Љупчо Златев, а вие следите уште едно издание на утринско еспресо на Радио Лидер. Ово утро не е пеколно. Мене ми запали колото, иако е дизел, ама покажуваше минус 5, минус 6 степени. Да, добро утро и од мене, јас сум Драган Билосављевич, копилотот во денешната емисија заедно со Љупчо Златево. Имаме само еден пилот, тоа е Милош, он не е пилот. Милош е пилот и во исто време стюардеса. Он има едини слушалки, а ние може да бидеме само патници, но патници сте и вие со нас, почитувани слушатели и гледачи, во ова велиме навистина студено утро. Од една страна лошо е вака што е студено, од друга страна си викам барем комарците ќе ги избегнеме уште некое време. Меѓутоа ситуацијата оди од добро на подобро, од лудо на полудо. Златев, морам да признам, не знае човекот кај да се сврти, дали од Македонија, дали од светот. Вчера уште сум под импресија на емисијата што ја прави вчера на Алфа, заспи ако можеш, околу ова што се случува на релација Киев, Вашингтон, Москва, Париз, Брисел. Не може човек да ги пофати сите работи што случуваат. Дали му знаеш дека ти си љубител на комунистите, на Ленин му се става во уста онаа позната синтагма, иако не е сигурна дека е негова, има десетлетија во кои што не се случува буквално ништо, а потоа во само неколку недели се нафрегнати повеќе десетици години. Токму така, Драган. Откако Доналд Трамп седна на позицијата председател на САД, сите мислевме дека се ќе биде, знаеш, по некои стари правила, но ќе има некои нови моменти. Но ова излезе различно дури од најголемите скептичари на Доналд Трамп. Прво нешто, почна преговори со Русија без Европа и без Украина и никој за тоа не се насекира. Второ, се насекира во Европа. Се насекира, но се собра на еден состанок и се тресеше гората, се роди глушец. Продолжи понатаму со тоа што рече ние без Европа ќе го завршиме ова, Украина треба да ни даде 500 милиарди во минерали за поддршката која досега сме им ја дали гаранциите кои треба во иднина да ги има. Украина тоа го одби, но очигледно на Трамп не му е гајле. Продолжи со, откако почнаа средбите, претходно имаше позиции, му се закануваше на Путин со санкции, нови со она, и наеднаш вчера излезе со реакција Зеленски е диктатор. А Путин вели ги има сите карти во своји раце. Ниту во и јас сум сега се обидов преку оние црни канали, затоа што кај нас руските канали се забранети, да прочитам нешто на руски, да видам на дел од рускиве медиуми какви дебати имаат и така натаму. Но таму е општа веселба, да. Не само што е општа веселба. Русите се изненадени што им се случува. Суштината е дека дури ни русите не го очекуваа ова. И сега наеднаш се подготвува мир во Украина, без Украина и без Европа. Наеднаш се подготвуваат, сега замисли, да кажеш дека Зеленски е диктатор во земја во која што има Маршалов, нели закон, затоа што е во војна е. Војна состојба е, да. И сега и ако споредуваме сега диктатори, објективно, по секоја можна по секој можен параметар, Путин е далеко поголем диктатор од Зеленски, ќе се согласиме. Но добро, и Зеленски не е за мирисање сега реално. Ама во војна е човекот што... Значи забрани 11 партии, значи имаш тамо... Има за африканци доста. Меѓутоа, што се случува сега, ова е навистина во право си целосно, се случуваат такви брзи промени во сценаријата, што дури ние што ги следиме со страст, што се вели, не можеме се живо да испратиме. Уште веќе утринава Елон Маск влета во кавгата, претходно и Джей Ди Венс, од председателот на САД, најпрвин, значи чисто ако направиме една хронологија. Најпрвин Трамп вели Зеленски е диктатор,
како рече претходно, модест комедијан, Да. значи просечен комедијан кој што сега е нешто диктатор, треба што побрзо да најде начин за мир или ќе се изгуби целата земја. На тоа Зеленски одговори со нешто од типот ние не признаваме ништо, никакви преговори во кои што ние нема да учествуваме и Трамп живее во балон од дезинформација сервирани од Кремљ. И сега што се случува на ова? J.D. Vance дава изјава, не е воопшто паметно да му се спротивставуваш на Трамп и да го критикуваш, ќе има последици. Веднаш денеска Илон Маск излегува со следната информација: Зеленски е виновен за убиство на американски новинар. Не знам ли знаеш за Гонзало Лира? Тој е еден американски новинар, од оние, како се викаат, фриленсери, кој што одеше во Украина, вистина, и таму исчезна. Во Украина исчезна. И сега го обвинуваат Зеленски за неговата смрт. Да, затоа што и пред да го снема, практично, очигледно е убиен човекот, напиша дека се обидувам да се извлечам од Украина, меѓутоа ако не успеам, тоа е тоа. Гонзало Лира беше познат по тоа што одеше во Украина, меѓутоа од Украина зборуваше против Украина. Значи држеше релативно проруска линија и го снема, меѓутоа тоа беше пред месеци и месеци. Но станува збор за американски државјани. Американски државјани. Значи... И сега во Америка знаеш како е? Во Америка тебе може да ти умрат 100.000 луѓе денеска од дрога, од глад, од бездомници, никој нема да забележи. Меѓутоа ако американски новинар, војник, граѓанин во друга земја му се случи нешто, падне во затвор или не де Боже загине, американците од тоа прават наслити не закачаш. Гледајте го филмот Wag the Dog, односно тресни го кучето, таму има еден good old shoe, еден војник шуман кој гине во Албанија, односно заробен е во Албанија и они прават од тоа цела PR машинерија, иако типот има 32 IQ, од прилика, но нема кај ни добар пример за оваа психологија за која говори Драган. Wag the Dog, тресни го кучето. Музиката за тој филм ја прави големиот Марк Кнопфлер од Dire Straits. Така е. Како Dire Straits на македонски би се превело? Ја не можам да најдам превод. Опасна ситуација. Опасна ситуација тука негде. Да. Факт е дека сега го извадија Гонзало Лира, за кој што претходно сигурен сум 5 пари не давале. Не знаеле дека постои веројатно, меѓутоа очигледно одговара во овој наратив сега и ситуацијата полека излегува од контрола. Страшна состојба. Да, според Google Translate. Ми се чини дека ситуацијата оди во многу лош правец за Зеленски, затоа што му бараат избори во Украина многу тешко да се одржат. Реално вие имате 20% окупирана земја, имате 7 до 8 милиони луѓе кои што се надвор од земјата, збегани, имате милион луѓе на фронт и сега тамо да имаш избори, демократски избори е технички невозможно. Затоа што Путин контролира 20%, 18%, ако не се лажам, проценти од Украина во овој момент. Од една страна, од друга страна има милиони раселени, како што кажа, и од трета страна де факто постои војна, постои опасност од друга работа, односно од руска вмешаност во сами избори. Маријално, Златев, генерално, замисли ти одиш да гласаш, а ракета од горе лета и не знаеш кај ќе погоди. Сега, исто, доколку направиме еден факт-чекинг, да му го Слепа улица бил најдобар превод на Dire Straits. Една слушателка реагира. Добро, може да е така. Да, Слепа улица на страшна состојба вели Google Translate, но во секој случај она што е многу интересно во целиот тој феномен на Доналд Трамп и феномен на избори, феномен на Украина е дека Трамп постојано лаже за тоа колкава помош дал на Украина. Па не ја дал тој. Не даде администрацијата на Бајден. И постојано ја менува цифрата, постојано е ваква или онаква. 300 милиарди, 200 милиарди, 350 милиарди. Како ќе дојде? Па дел фалеле, а тие што фалеле Америка никош не ги ни дава, односно биле само ветувања дека ќе ги даде и така натаму. Но очигледно е, не е битно колку дале, тоа може да се менува и самиот Трамп и неговата околина постојано го менуваат, но на што јасно е дека они треба да земат 500 милиарди во минерали. Сега, тука доаѓа една многу страшна лекција за помалите сили, какво што е Украина, да речеме. За
која е страшната вистина? Тоа е дека им требаше 3 години да сватат дека не постои бесплатен ручек. Да, И тој дека е чудно. сметката на Кога крајот тогаш ќе дојде, да. ќе дојде. Ако не ја испорачаше Трамп и демократи да беа, еднаш ќе беше таа сметка испорачена. Тоа е првата сурова вистина, а втората сурова вистина е дека кога големите ќе си испазарат, малите не мора воопшто да бидат среќни. Па затоа што тие се кусурот во целата работа. Интересно е дека освен што му бараат избори на Зеленски, му бараат да прифати нешто што очигледно во овој момент, не во овој момент, од почетокот на војната не може да го прифати. И сега тој оди, според мене, ова е моје мислење, се разбирам, оди на варијантата добро. Трамп засега е против мене, но имам поддршка од Европа, имам поддршка внатре. Денеска масовно украински политичари му даваат поддршка, велат дека тоа е тоа, ние нема да отстапиме од нашата земја, од нашата борба, ова, она. Проблемот од целата таа работа е, Украина има докажа дека може да се бори. Да влезеш ти во војна со Русија и 3 години да војуваш. Еве 3 години се 24-ти, денеска сме 20, значи уште 3-4 дена до 3 години војна. 3 години да се бориш со Русија е навистина не... Да, еве се извинувам. Не е Кнопфлер, Нопфлер е. Добро, Да. добро. Се извинувам. Наци грамар, еј. Се извинувам. Браво, добро. У глава ми помина така, Владо Ицоков, еве се извинувам. Почна Марк премногу, Нопфлер. премногу. Се извинувам. Shame on me. Да. Постдипломски во Англија, бе. Да, добро се греши, шо да правим? Да. Нопфлер. Најаке Целе Неделковски. Шо вика Целе Целе? вика мрш бре, песој, лаечки, ништо-верски, вмаровни, Кнопфлер ништо го не кажам, разбирате бе, стварно, да. од Shame on носо. me. Слушай, Значи- ова. Мрш бе, песој, лаечки, ништо-верски, вмаровни, ништо не разбирате од носо гнасен вас понатаму мрш. Целе, прибери се. Целе добро се. Па што не гледаш? Седи се. Зошто гледаш вакви ганасни Ништо вмаровски верни- појави кои Пази, ова, ништо од верни. носот подалеку не можат да си видат? Целе, прибери се. Целе немој да не гледаш. Целе, среди Може се. имаш подобри анализи, може би Целе треба- отвори кај Сашо и може кај би- Боријан. Може ги имаш Сашо и Боријан, го имаш Нано Ружин. Го имаш Спасов, Го имаш Спасов. го имаш Аон, Ги имаш луѓето кои можат да ти дадат Роберто Лагиозовски. најголеми геополитички анализи. Тоа што овој глупав кој не може да си види пред носот, пред изборите во САД зборуваше дека Доналд Трамп може да биде сериозен проблем за Европа. А сега тоа сите го гледате, може би касните колку месеци? Па да, факт е дека Златев тврдеше дека ќе биде весело со Трамп во најлоша смисла. Не, ја тврдев дека ќе биде лошо за Европа, со самото тоа лошо и за нас. Да, но знаеш како? И тогаш ми вика ти ваков, таков, ова, она. Сега они уште навиваат за Трамп, иако политиката на Трамп кон Европа и покрај се, и покрај цела блискост што нашата влада ја има со администрацијата на Трамп, со луѓе од блискиот круг на Трамп и така натаму, неговата позиција кон Европа може да биде фатална за македонската економија. Да. Јас тоа го зборувам. Анализиравме овде, имавме еден универзитетски професор кој кажа дека не може де факто да влеземе во рецесија. Да продолжиме да се вратиме назад околу Зеленски. Еве ти, сега, што се случува? Зеленски верува дека има поддршка во Украина, верува дека има поддршка од Европската унија. Денеска Макрон даде изјава една, после оној втор состанок имаше во Париз, и рече Франција ќе ја преземе одговорноста за безбедноста на Европа. Меѓутоа тоа не е доволно јасно. Безбедноста на Европа без Украина. Имаше голем настап на оптимизам во Украина дека европските земји ќе се нафатат да влезат со војска во Украина, макар со мировни сили. Меѓутоа интересно, после оние состаноци повеќе европски држави рекоа дека ни по точка разна нема да праќаат војска, ниту Полска, например, ниту Единствено Франција. Велика Британија. Само Велика Британија настапува од позиција дека би можеле да пратат, меѓутоа во вакви околности мислам дека тоа е реално Не, неизводливо. види, во момент да не си во кожата на она бушаво суштество кое пред 2,5 години од прилика практично го скрши првиот обид за било каков мир помеѓу Русија Зборуваш и за Борис Украина. Џонсон. Да.
Затоа што Борис Џонсон беше во исто време и за Трамп и за Украина. Сега да не си му во кожа, сега некако го нема. Вчера имаше добра колумна на Телеграф, каде што колумнистката прашува само секунда, ја меморирав овде многу интересно, многу интересно како сега се подбиваат со Борис Џонсон, велат вика Трамп ја обвинува Украина за почетокот на војната, исто така уште една лажна вест во низа, затоа што Русија влезе во Украина, а не Украина во Русија. Имаш нешто да кажеш, Борис? Сега гледај, околу тоа малку има недоследности. Трамп дури рече дека НАТО може би е виновен за војната, меѓутоа тоа ако го земеме во некој поширок геополитички контекст има логика, затоа што проширувањето на НАТО, кој што одеше децении наназад, сите знаеа дека мора да запре некаде и дека Украина е црвена линија за Русија. Дека русите можат да прифатат НАТО на секаде освен во Украина. Тоа за нив е несватливо, едноставно велат дека ноќе мори има Путин од идејата НАТО во Украина и затоа што има тама многу руско население и затоа што му е премногу стратешки. Знаеш како рекол Фукујама или кој беше, дека Русија без Украина е не е империја. Па добро, само држава. Ја читате од Бжижински или Бжижински големата шаховска табла, вие ќе видите дека книгата завршува во Украина како клучен фактор за рушење, односно за воздигање на Русија. Сега, тоа се геополитички игри во кои ние немаме било каков инпут, затоа што сме... Можеме вака да лаеме од страна ние на ниво на подкасти, предградие некакво. Не сме предградие ние сме далечно село во светската геополитика. Ние за светската геополитика сме важни исто колку што село Мирковци, да речеме, е важно за владата на Република Северна Македонија. Делјадровце. Да, Белјаковце, да. Белјаковце е местото. Исто колку што Белјаковце е важно за политиката во Македонија, Македонија е толку важна за светската политика. Ајде да расчистиме една работа овдека. Злате, затоа што гледам дека има многу Кнопфлер гафот на утрото мој. Да. Добро. Марк Кнопфлер. Меѓу овие наци грамариве што се здодевните има и многу луѓе што сакаат да зборуваат за релација Трамп дали е добар за нас или не. Моето мислење, накратко кажано, мислам дека една работа не е расчистена, ти се обидуваш да го обясниш тоа повеќе пати, меѓутоа повторно се инсистира од некои ликови. Мое мислење, Бајден и претходните администрации во САД, добри или лоши, секој може да си процени како сака, беа релативно јасни. Знаете на што сте. Европа знаеше на што е со нив. Да, тие се ултралиберали, да, факт е, трансродови, джендери, мендери, се занимаваат со работи кои што за нас, како општество, се прилично неважни или па не плашат. Меѓутоа, бевме на чисто отприлика што можеме од нив да очекуваме како Европа зборувам. Со Трамп не знаеш што можеш да очекуваш. И ова во Русија во Украина го покажува токму тоа. Види, дека од Трамп не можеш да очекуваш, говори позицијата на Русија. Сега, ја морам да комуницирам со македонската јавност, затоа што голем дел од луѓето што орбитираат, што комуницираат преку социјалните мрежи, за жал се безочни русофили. Добро, има русофили, многу факт е. Ќе полемизирам со вас, иако тоа е диаметрално спротивна позиција од мојата позиција на гледање на работите, и јас ќе дискутирам со вас од призма на Русија. Русија е изненадена од ова. Знаете, Путин на почетокот велеше, знаете, овој е непредвидлив човек, може да имаме сериозен проблем со него. Русија влезе на преговори не затоа што нешто многу сака, влезе на преговори затоа што беа исплашени. Велат ќе ни донесе америчка армија и... Ајде видиме да разговараме. Да. И излегуваат од таму и викаат, па супер! Не очекува. Знаеш, Лавров, кој што е доајен на дипломатијата во светот, беше као добро. Во даден момент, она што во руската јавност, во руските медиуми се
се коментира дека ова е too good to be true. Така е, Знаеш, така е. предобро за да биде вистинито, да преведеме на македонски. Но се надам знаеш како дека викаат, Тумачов ќе... но знаеш како велат, кога е Да. нешто предобро за да биде вистинито, најверојатно и не е толку добро. Океј. Сега, од наша позиција. Ние имаме еден огромен успех. Вчера тој успех го детектираше и амбасадорката на САД во Агелер, Македонија, тачно е. Ангела Агелер. Прво, премиерот Христијан Мицкоски од нова година па навака трети пат Оди во Вашингтон. Оди во Вашингтон. Еве некој прашуваше шо мајка бара, па вајда да иде да го прошета, да види како Да. изгледа бела куќа, Сега видете, да се слика со тоа обелискот. настанот на кој што оди во моментот е СИПЕК. Тоа е еден од најважните настани за десницата во Соединетите Американски држави. Европски лидери ретко одат таму затоа што се смета дека СИПЕК е премногу десно дури и за европските десничари. Единствени примери досега се некои политичари од Полска, како се викаше оно што не сакаше да прима мигранти. Ако сеќаваш претходниот председател или премиер на Полска, Орбан Да. е често гостин таму, но со само во ова што оди Мицкоски таму, значи дека Мицкоски има генерално добра мрежа во Америка околу администрацијата на Трамп. И вчера се види со Касанов. Се види и со Касанов, кој е во Стеј департментот задолжен за балканскиот регион. Но она што е важно за цела оваа работа, сите да го разберете. Ние мора да градиме добри односи со оваа администрација на Трамп како држава. Нема друго. Нема друго. Сакаме да се караме, не знам. И ова што го прави Мицкоски е огромен успех. Особено доколку сега на СИПЕК имам една непотврдена информација дека може да се деси и средбена релација Мицкоски-Трамп. Навистина? Една од... Сега, се уште не ми е потврдено ова, но доколку се случи тоа, може да биде навистина важно. Зошто го велам ова? Затоа што ти мора да бидеш таму од една единствена причина што не знаеш што ќе те снајде. Дека ние ќе имаме домино ефект на падот на Европа. Ние домино ефектот веќе го чувствуваме. Зошто е ова така? Зошто е ова? Зошто Европа не е на маса, да речеме, во ријат? Од една единствена причина што Европа нема унифицирана безбедносна политика, за жал, нема унифицирана надворешна политика. Така. И ви пошуеме ја вас да ја викам. Вие сте земји, секој си гледа за себе и тоа е тоа. Нема американците имаат нешто што го нарекуваат реал политик. Да. Како каже оној генералот Келог, прагма. Значи ти имаш баш така 45 земји со кои што ќе треба со секој од нив да разговараш што мисли. И најголемата трагедија во целата оваа работа е дека токму нашиот пример со нашите закочени европски интеграции е исто како ова со Украина, доказ дека Европската Унија нема унифицирана надворешна политика, нема унифицирана безбедносна политика. Ние сме доказ за тоа. Затоа што доколку Европската Унија имаше унифицирана надворешна политика и имаше унифицирана безбедносна политика, Македонија веројатно веќе ќе преговараше, а може и ќе се надевавме за 2, за 3, за 1 година дека ќе влеземе во ЕУ. Суштината е дека тие немаат заедничка надворешна политика и немаат заедничка безбедносна политика. Тоа за жал тоа е така, тоа е точно. Се, во таква ситуација, кога ти гледаш дека во Европа буквално не можат да се договорат за ништо, ти мора да бараш партнер во Соединетите Американски држави, независно кој е таму на власт. Каде што решенијата се носат на едно централно место, таму тоа каде е тоа. што викаш- Никој не ја прашува Ајова Да. или Дакота, него Знаеш, тоа е. У Вашингтон викаат, тоа е нашата надворешна политика и се тера. Сега. Мицкоски успеа преку Крис Павловски, преку Гренел, преку луѓе кои овој секретаров што е за Лутник, трговија, лутник и така натаму, успеа да воспостави една мрежа. Дали е тоа добро? Феноменално е. Дали тоа ќе не спречи од економскиот домино ефект доколку Трамп ја нападне економски Европа? Нема. Сега, но можеме нешто да каскадно да спасиме. види, не тоа ме е можеме. зборот. Особено што после Украина, сега да бидеме на чисто, кога ќе паднат парадигмите за односот Русија и
колективниот запад. Да. Може да очекуваме да дојде решање на второто прашање, тоа е балканското прашање, кое е пак решавање на парадигмата Србија колективниот запад. Затоа што Трамп, како што има симпатии кон Русија, зет му гради Трамп Тауер во Србија. Да. Италија вчера најави дека италијанските војници кои имаат мисија во Косово веќе се подготвуваат за сценарио Соединетите Американски држави да го напуштат Косово. Да го напуштат Бон Стил. Не сум сигурен колку е тоа релевантна информација, мене ми е чудно. Бон Стил е огромна база. И наводно ќе ги дислоцираат во Романија. Во Романија прават нова, да. Сега, тука веќе излегуваат некои други работи. Добро што го започна овој разговор Златев, затоа што читам и во Србија се запалија многу луѓе. Бон Стил ќе може да се повлече, американците би се повлекли и во тој случај се отвара терен. Како да ти кажам? Кнопфлер. Не верувам во Кнопфлер таква го можност. кажав. Не можам да верувам дека кажав Кнопфлер. Добро, па ти ама се возбуди околу Кнопфлер. Не верувам во таква можност се уште, затоа што Косово, за жал, јас така велам, е проект на американците, од кој што не верувам дека ќе се откажат туку така. Мислам дека тоа е само мачкање на очи на луѓе што сакаат да веруваат во такви работи, дури да се повлечат американците теоретски, тоа не значи дека нема да останат нивните гаранции. И тоа е оној момент што во целата работа и дава некој контекст. Но доколку продолжи понашањето, сега тоа е моментот со Трамп не си на чисто. Да. Курти се понаша погрешно, тоа е факт, се понаша. Да. Однесува погрешно, новие избори победи, ама не убедливо. Од друга страна е под санкции на Европската унија и плюс од Америка доби порака од Гренел дека односите со САД му се никогаш полоши, така што многу брзо се менуваат работите, човек не може да пофати на вистина. Утре не знаем, не вечер, еве, оваа емисија се плашам дека вечер може да биде бајата, затоа што ќе има толку нови информации кои што ќе ја стават во ситуација на утре, кој знае што може да им текне. Буквално... Може да му текне, не идат нас разговори за Русија. Да. Што е ние армија Украина ќе носиме, не сите век. Зеленски топе. До вчера беше диктатор, сега веќе не е. Да. Ме разбираш? Ај што вика Марк Рубио? Многу важен човек во администрацијата на Трамп, министер за надворешни работи, државен секретар. Вика, ако направиме договор со Русија и настане мир, ќе мора да се дигнат санкциите. Европа се подготвуваше за санкции за навек, за наредните 100 години, за прекинати односи со Русија. И сега од Вашингтон газдата им вика, штом ќе се подигне, ќе се потпише договор, санкциите мора да запрат. Тоа значи дека треба да се посипат со пепел сите овие овдека и да речат окей, ќе соработуваме со Русија. Многу е тешко после 3 години изјави дека Русија е ултиматив енеми. Дека тоа е тоа, дека со нив нема веќе што да се разговара, а не па да се соработува. Едноставно, многу ќе биде тешко, освен ако не дојде до драматични промени и во политиката на европските држави после овие избори. Во Германија сега имаме избори. Мене уште не ми е верно дека АФД ќе победи и ќе може да направи влада. Еден наш пријател заеднички смета дека е возможно... Падне и прасе. Во прасе. Да. Јас се облажив во прасе дека АФД нема да биде власт во заедно со Германија, теоријата, и јас искрено не верувам, меѓутоа после овие настани си велам, бога ми, се може да биде, ништо веќе не ме чуди. Макрон има никаква подршка во Франција, мора да се признае. Но Франција има комплексен политички систем кој му овозможува да контролира. Без... Да. Така што Британија не ми е јасна, твојата омилена земја, не ми е јасно таму овој типот како дојде Кир Страмер, што точно сака тој човек да направи, мене не ми е јасно. Со Британија ми е исто. Секогаш имаме логика во нивната политика. Надворешна. Со овој човек не ми е јасно што точно сака. Многу е јасна нивната надворешна политика. Ти ги продолжуваат сите парадигми досегашни, односно тие велат. Ние сме подготвени понатаму доколку е потребно. Знаеш, Британија не се повлекува за разлика од остатокот од ЕУ. Британија не е во ЕУ за среќа. За нивна среќа или за нивно жалење. Што сака овој Страмер? За моја жал. Како се вика? Кир Страмер ли се? Да. Што сака тој човек? Не ми е јасен. Што точно сака? Во надворешната политика. Па тој сака да
нормално да воспостави добри односи економски со Соединетите Американски држави. Тоа се подразбира, да остане во добри трговски односи со Европа кои ги има и практично кога Трамп ќе нападне економски Европа, нешто што сите го очекуваме кај да е, он да биде всушност во средина и он да прави пари од лева и од десна страна. Тоа е идејата. И успее за британски услови е супер. Па не само што е супер. Практично тие се толку паметни што веројатно го оркестрираа Брекзит токму поради ова. Затоа што геополитички ова беше очекувано еднаш да се случи. Да се случи, така е, да. И сега а британците се познати по тоа што ги гледаат работите малку порано од другите. Порано и сега. Зошто? Што е клучната надворешна политика на Доналд Трамп и зошто се случува се ова? Доналд Трамп вика: "Извинете, ја веќе не гледам на кај Европа. Јас гледам геополитички клучен регион за мене е Азија и Пацификот." Да. Вие сите носите се. Фиксација му е Кина, нема значи, ако му е него главната политика фокусирана во Азија и Пацификот, не се оптеретува со Европа, не се оптеретува со обединување политичко било какво на Европа, туку му одговара во Европа да има популистички суверенисти на власт кои отворено ги поддржува, тогаш Велика Британија би требало да биде мостот. И они цело време ја имаат, сакаат да имаат таа улога. Сега, например, дури и изборот на амбасадор во САД е човек кој е за Менделсон. Станува збор, Питер Менделсон, мислам, беше. Немој да грешиш, одма ќе се најде провери наци грамерот, дали сум го утнал. Човекот е канцелар на универзитетот во Оксфорд во овој момент, но познат е по тоа што беше првиот спин доктор на Тони Блер пред таа функција да ја преземе Алистер Кембел од нашиот братски подкаст The Rest is Politics. И што се случува? Кога дојде до таа состојба, Менделсон беше познат како човек кој, иако е дел од она социјалдемократска шема некоја, секојаш бил близок до тие популисти, до тие алтернативни политики, во минатото го поддржувал Доналд Трамп. И сега вика, ај ти оди, биди амбасадор таму. Предобри се. Дейвид Лами, министерот за надворешни работи, имаше пари изјави од типот Трамп е фашист, вака. Така сега се повлече. Предобри се. Го нема. Кога ние би имале близко до таа дипломатија, ние би биле, знаеш што? Не, ние во близко, не таа дипломатија, него близко. Не види, ние имаме. Ние може, например, да играме сега амбасадор во Америка, да го ставиме Крис Павловски. Ке му даеме државјанство македонско, он не е американец, канаѓанец е. Сигурно има држава. И ние ќе имаме амбасадор во САД, кој е човек од првиот или вториот прстен на Доналд Трамп. Тоа е потек. Ја би го направил тоа. Или некој таков, да. И ја ќе го молам, во случај да не може, сега не знам какви се наши закони, барем почесен конзул треба да го ставиме. Нешто ќе му ставиме, ќе му да му даеме дипломатски статус и Крис Павловски нас да не ако уопште сака, пошто ја да имам милиарда, не би сакал да бидам амбасадор на Македонија. Зашто човекот има потекло, може и не е лошо. Сакам да кажам, има варијанти секогаш, има варијанти. Антонио Петровски кажува една голема вистина, а тоа е дека ние го имаме Ивица Боцевски. Мора да бидам искрен дека Ивица Боцевски е човекот кој овие работи одамна ги антиципираше и веројатно неговиот дипломатски, не навлегуваме во неговиот животен стил, неговиот дипломатски, премногу е спортист за мене, за тоа сме во заладени односи, поради тоа што многу е фокусиран на спорт. Но во секој случај Ивица Боцевски ги антиципираше овие работи. Затоа го вработивме државно. Мислам дека и моменталната структура на нашата надворешна политика ги има овие работи антиципирано и токму затоа овие брзи реакции. Нека се пофали некој од регионот дека 3 пати бил во Америка во првиот месец и таму остварил важни следи. Нашата дипломатија во овој момент функционира. После долги години функционира. Јас зборувам за нешто друго. Зборам за дипломатија која што во низа, во наредниве 50 години точно ќе знае што прави и сега ќе антиципира што би можело за 10 години да се случи. Доколку сега на маргините на СИПЕК
Мицкоски се сретне со Доналд Трамп. Ние во овие 6 месеци ќе имаме убедливо најдобриот пример за надворешна политика. Така убедливо. Затоа што да се сретнеш со амерички председател во првиот месец и пол или месец, колку е, не знам, кога помина бе, кој датум беше? 20? Јануар. Нема цел месец. Не, Сега, во првиот месец од неговиот мандат е навистина важно остварување. Ќе видиме дали моите информации ќе се потврдат или не. Тоа па за брзо ќе се провери, Ама и да не се сретне со Трамп Мицкоски, таму секако ќе оствари средби на едно многу високо ниво. Така е. На ниво непознато за нас. Апсолутно согласен. Зборот ми е, овдека имаш лична способност на премиерот, лична способност на министерот за надворешни работи. Јас зборувам за дипломатија која што наредните 100 години ќе знае што прави. Ова Британија што го збореше, тоа е тоа. Британците имаат решение за сите прашања пред да се постават. Тоа е она што мене ме фасцинира. Види, во овој моменти тие се забезекнати, сега да бидеме искрени. Ама они имаат подготвено и луѓе, не се секирај за секоја ситуација. Ти мора да имаш подготвени сценарија од најлошо до најдобро. Секакво сценарио. Ако некој ти кажува, еден Златев, што е новинар, а не знам, политички, имате, како се кажа, економски гени, ти вика, луѓе очекуваме Европа да влезе под санкции на Америка. Значи ти мораш да имаш решение за тоа, да го бараш, најди го, смисли го, баш ми е гајле. Добре, се Златев не е пример за разлика, да речеме, од величините на македонското надворешно политичко новинарство, од типот на Сашо Ордановски. Не може да се мери со тој гениалец. Од типот на Чомовски. Исто голем цар. Од типот на, како се викаше, на Гајдов, например. Јас не сум тоа ниво на можност да ги проценам работите, но сум член на една неважна организација која се вика Chatham House, Кралски институт за надворешни работи. Но сега пак нешто ситно, знаеш, подразбирам така, селанче сум малце, не знам ни Нопфлер да кажем кој што треба, го викам Кнопфлер, ама нешто ќе антиципираме. Сега чим ја ваков никаков прост, необразован селјак можам да ги видам овие работи, а не може да ги види овие работи некој кој води во Македонија, како се вика, Денко Малевски, не може ова да го види. Денко Малевски, знаеш дека се откажа од Америка? Да, знам, прочитав. Ова е страшно веста на денот на неделата. Која ќе ја напуштиме, како се вика, ќе го напуштиме првиот дел од емисијата. Да. Со оваа поразителна информација, да. Значи, чекај бе. Зашто ни го направи ова? Значи, одиме понатаму. Денко Малевски вели: на 18.8.2021 година господинот Денко Малевски пишува колумна насловена како можеме на Америка да ја кажеме не. Многу мина ќе се согласат со оваа тема. Зеленски нема да се согласи очигледно, без да бидам непотребно злобен, затоа што секогаш ги поддржувам обесправените. Украина за жал е обесправена и мораме да сочувствуваме со нив. Сега на 13.2 месецов напиша Денко Малевски колумна "Збогум Америко". Всушност, кај Денко Малевски се сврти еден круг. Тој има докторирано на тема, на една прилично антиамериканска тема, која се вика корените на американскиот империализам. Терминот американски империализам не постои во науката западна за надворешната политика, дури во Русија не се користи терминот империализам, и во Кина, можеби во Куба да го користат, и во Северна Кореја. Да, сигурно. Во Македонија терминот империализам во ерата на капитализмот го користат само Денко Малевски и Мирка Велиновска. Тоа ги прави Dire Straits од двајца. Да, нашиот Dire Straits е тоа. Ги прегази времето, реално, и тоа е. Да, но знаеш како, Драган, овој човек со оваква конзистентна надворешна политика образувал неколку генерации македонски дипломати. Знаеш што, ќе им простам ја на тие неколку генерации кои што ги упропастил неговото министерување како министер за надворешни работи и неговото представување на Македонија во светот.
Почитувани слушатели, одиме со кратка пауза за реклами, вие и понатаму останете по рекламите да го слушате шоуто на овие двајца кои не знаат ништо, не можат да антиципираат ништо и се глупи и прости и еден од нив не знае како да каже нопфле. Media moguls work all night, slay all day. Това бе еден од стиховите на песната која ни ја направи вештачка интелигенција за потребите на оваа емисија која одеше пред да се вратиме назад со Драган. Драган, приметуваш и еден различен локален однос на американската надворешна политика. Ајде. Па, обично порано, било која власт, кога сакаше да направи било што во правосудството, од калето доаѓа сигнали немојте полека да не се меша извршната власт, да видиме како ќе биде, што ќе биде, да се најдат експертски решенија, да видиме тамо од USA кој има сертификатче и така натаму. Сега Христијан Мицковски влегува во отворена борба со обвинителската фела во Македонија, нешто што конечно требаше некој да го направи и доколку не го направеше секое утро ќе го критикувавме од овде. И Агелер вчера ја прашуваат и дава изјава, па колку што ние следиме се е тоа во рамките на законите. Па, така е. Чудно. Според мене, Мицковски игра многу паметно. Значи, за разлика од Заев, кој што кога дојде на власт веднаш почна со масакар практично на сите што не му се допаѓа, иако имаше во ВМРО, претходната власт на ВМРО секакви, тој истреби практично и добро, и лошо, и квалитетно, и неквалитетно. Мицковски настави позиција во ред, ајде да видиме каде сме и ајде овие луѓе да добијат шанса. Мислам дека тој бонус што им го даде од колку веќе 7-8 месеци, требаше некој од нив да го искористи. Да се удрат главата и да речат чекај малце овој човек од политички, од не знам какви причини, од тактички, од дипломатски, од не знам какви, остава простор. Нешто да се направи. И не го искористија тоа. Не само што не го искористија, него продолжија да влегуваат од афера во афера. И сега сме во ситуација во која што ми се чини дека премиерот нема друг избор освен да почне безсомучна, не знам како, безмилосна војна против тие што едноставно го кочат развојот на државата. Тоа е така. И сега кога ќе ја добиеш и да немаше поддршка, мислам дека ќе мораше тоа да го стори. А кога вака имаш отворена поддршка од САД, кој што ви вело добро, ова што го правите е исправно, мислам дека работите ќе тргнат конечно во добар правец, меѓутоа не е тоа така лесно. Целиот процес на обнова, на реформа на правосудниот систем, за жал е многу спор. Не можеш ти со промена само на коцерски, да ја завршиш целата работа. Океј, ќе го тргнат него. Ќе дојде некој друг, кој што, ако е заверување на Хајрулахи, може да биде повторно некој човек од истата групација која што ја представува коцерски. Тој друг што ќе дојде ќе треба да го откорне имплантот СЈО и затоа освен домашната треба да има и меѓународната поддршка, затоа што таа инсталација се знаете ли зошто? Јас сега ќе се поставам, секогаш е важно кога анализирате надворешно политички прашања, секогаш е важно да гледате од перцепција на интересот на државата, нели во случајов Соединетите Американски држави. Сега видите. Во Македонија очигледно е дека има огромно антиамериканско расположение, кое почна негде од периодот пред шарената револуција и трае до ден денес. Зошто? Соединетите Американски држави ги обвинуваат за Зоран Заев. И кога ќе се присетиме на како се викаше Хојт Ји. Хојт Ји. Кога ќе се присетиме на
како се викаше амбасадорот Джес Бейли, кој ќе се пресетиме на сите тие пржино 1-2, после ќе се присетиме на Преспа, кој ќе се присетиме каде одеа парите од USAID, што сега го гледаме. Па на тој кога им забранија да кодицираат. Јасно е дека тука владеело одредена структура. Но, она што е јасно е дека поради делувањето на овие луѓе во Македонија, македонците имаат лоша перцепција за Соединетите Американски држави. Поради СЈО, македонците имаат лоша перцепција за Соединетите Американски држави. Поради ова што е као се викаше поради локалниот став на Сорос, на USAID, Сорос веќе не постои, факт-чекери, мак-чекери, факт-чекери, мак-чекери, метаморфозиси, чуда, врагови, македонскиот народ има негативен став кон САД. За САД да ја подобри својата слика овде, односно за луѓето овде повеќе да веруваат дека САД на вистина не е пријател. САД на вистина не е пријател, затоа што тоа USAID има даено пари во овие ужасни проекти, на тоа USAID има реновирано и школи во држава, има направено институти кои стварно работат, има вложено во наука, има вложено во многу убави работи. Во патишта, во инфраструктура, пречистителни станици, чуда се и се што. Сега, суштината, Драган, е дека овие обвинители кои беа под патронат на САД, овие невладини кои беа под патронат на САД и оние политички партии кои беа под патронат на САД се главните виновници за лошата слика која македонскиот народ ја има кон САД. За САД да ја подобри својата слика овде, односно ние за реално да ги гледаме работи дека Америка нас реално не е пријател и дека ние постоиме единствено поради Америка, да се разбереме, да колку се прашува европските сили, веројатно ова ќе беше малку поинаку поделено вардарскиот дел од Македонија. Токму поради овие луѓе во Америка ставот е лош, токму затоа Америка во овој момент мора да му помогне и верувам дека ќе му помогне на Христијан Мицкоски да расчисти со овие структури. Поради себе си. Не поради тоа што не е гајле за Мицкоски, дека ќе го подржи Мицкоски било како или. За нивната слика е важно да се откорнат Фатиме од правосудство, Ленче Ристовска, сите тие таму. Гаврил, Маврил, сите тие. Тоа за доброто на локалниот ситен интерес на Америка. И токму затоа верувам дека во овој момент нашата влада има целосна поддршка да расчисти со овие структури. Но сега треба да се види како ќе се искористи таа поддршка, треба да се види како целиот план ќе функционира, на тоа што не можеш, пак ќе речам, не е доволно да се смени еден човек или двајца. Треба да се откорне целиот систем. Ама за да се откорне целиот систем, прво, треба тоа да се направи на демократски начин. Не можеш ти да ги фатиш за уши и да ги извадиш. Значи мора да се почитуваат процедурите. Второ, мораш да имаш решение на нивно место. Значи после Коцевски не смее да има Коцевски. После Коцевски треба да дојде некој што не е Коцевски. Во онаа најклучна смисла. Човек што ќе седне и ќе ги решава проблемите. И не само тамо. Кај е судскиот совет? Ама во било кој дел од институциите во Македонија. Мораш да имаш решенија. Затоа спомнав преска во дипломатијата. Ти можеш да имаш однапред и личности, и идеи, и конкретни планови. Во медиумите веќе почна распадот на оние, нели, која создава негативната слика за САД. Ние ги гледаме... Тоа се цареви, тоа се... Оние кои добива стотици илјади евра во најразлични медиумски проекти, сега се underground, седат и пушат цигари у Црниче. Знаеш? Да. И пушат цигари и се нервираат, да. И се нервираат, знаеш, и се бесни и веројатно не заработуваат ништо посебно за тоа. И знаеш како... А тоа не можеш да знаеш. Не. Добро, не го заработуваат тоа што го заработувале претходно, тоа сигурно. Да.
Не биле Платичка некоја. советници у Малави. Да. Добро, и знаеш што ми е интересно, заедно со нив паѓа и целата таа безсмислена парадигма од типот праше го Даниел Сервер. Ме разбираш, немам ништо против човекот Даниел Сервер. Меѓутоа таа слика за ова што се случува сега на релација Америка-Украина, праше го Даниел Сервер. Знаеш кој е Даниел Сервер да го прашуваш за... Или мене, сега скоро седев со некои пријатели што ги имам заедничи, затоа што на бизнис релации сум одредени со Словенија и ми велат сега кога ќе дое Марта Кос у Скопје и она јасно ќе каже нема ЕУ без бугари устав. И мене прашањето ми е, ало луѓе, who cares? Знаеш, на кој му е гајле кога сите знаеме дека ЕУ нема унифицирана политика за проширување, исто како што нема унифицирана политика за Украина, не сме ние луди сега да влеземе во процес и на крај да не рече, бе знаеш сега тоа е. Тоа што Украина 3 години стотици илјади луѓе им изгина и сега ми викаат, слушај, дај 500 милиона, 500 милиарди си извинувам, во суровини и тоа е сега. Ке му даеш на Путин територија. Што ние сега глупи сме да влеземе во таа проблематика, да влеземе во разврска со Бугарија кога знаеме дека ние на другата страна немаме унифициран став за нашето проширување кон ЕУ, а у моментот кога ќе има на другата страна унифициран став за проширувањето на ЕУ, позициите на Бугарија во однос на македонскиот устав ќе станат ирелевантни. Така е. И сега зошто ние би влегле и зошто ние би правеле било какви чекори кога знаеме дека на другата страна нема унифициран став во однос на тоа дали ние воопшто треба да бидеме во ЕУ. Не да нема унифициран став, туку има 10-20 различни ставови. Не е еден против друг, нема. И сега ние зошто воопшто да ризикуваме? Кога знаеме од стар дека тоа нема да ни донесе ништо. Во моментот кога ќе биде и јасно дека постои унифициран став, а верувам дека по ова дури може и да помогне за зајакнување на ЕУ. Затоа што оваа политика на Доналд Трампа во ЕУ ги извлече на површина, ги извади токму најголемите дефекти на системот на Европската Унија. Точно. И сега, знаеш како, соочени со ова, ние стануваме неважни, а Европа е сепак како континент се уште најбогатите, најдобриот животен стандард, најквалитетниот живот се води во Европа. Така е. И сега, они ќе седнат и ќе речат, чекај, кој е нашиот дефект, па ние немаме заедничка надворешна политика. Ајде да направиме. Ние немаме заедничка безбедносна политика. Ајде да направиме. Ние немаме заедничка политика околу проширувањето, прстени ли ќе бидат, унија во унија ли ќе биде, чудо ли ќе биде. Ајде да донесеме заклучок. Ова може и да е зајакне Европа, да се разбереме. И може да ни помогне и од тој аспект нас. Затоа што до сега елитите таму беа премногу лагодни и не се замара. Така е, мислам дека овој момент сега овозможува, да, носи опасности, тоа што го потенцираме стално, но овозможува и можности. Значи, ако се одигра паметно, ако Европа паметно се преструктурира и од оваа криза излезе со квалитетни искуства, може конечно да го сврти листот и да стане тоа што е потребно. А за да стане потребно, значи да прво да се најде начин да функционира многу поунисоно, а второ да онаа политика на прифати ги различностите да почне да се применува во она квалитативна смисла, а не како до сега само во смисла на, не знам, трансджендер и слични работи. Не знам до каде сме со емисијава. Сакаш за крај нешто интересно? Ајде. Во Врање, во болница во Врање, во понеделникот према вторникот, двајца пациенти извршиле сексуален чин во тоалет, дошле сестрите, не можеле да ги спречат. Исто полов или различен? Не, значи жена пише, да. Не можеле да ги спречат. Во брак били или? Не пишува, двајца пациенти. Еден маж и една жена. Воделе љубов, а медицинските сестри не можеле да ги спречат. Што има струката против сексуално задоволни луѓе? Ете ти. Например. Значи,
Што да кажеме Ја мислам дека во болниците исто како во затворите треба да се овозможат простории за таа работа. Американците за тоа се многу напред. Да, треба нешто и да научиме. Треба нешто и да научиме. Срам да име на сестрите што не им дозволиле на безобразно, влегуваш таму, ама прекини. Зашто прекини? Тоа си го викал, зашто прекини? Што? Мене прекини? Да, види, во Врање има македонски менталитет, они се сепак премногу близко со нас. Мислам дека во Нови Сад, доколку се случило ова, може сестрите и ќе се приклучеле. Да. Значи, но вака некако е малку, што знам. Јужна Србија е специфична по многу нешта. Не само по прасињата што ги јадат. Драган, се обидовме да бидеме целосно, како да кажам, широки во оваа работа. Некој ни звони на звонче. Овдека, да не влегува полиција, да не апси. Останете на линија да видам кој тоа е. Постои опасност во овој момент, нешто да се случува. Љупчо Златев оди кон вратата. Дзирка низ клучалката, низ, како се вика тоа, окцето. Ништо, пошта. Влегува во овој момент некаква пошта да поделат, не е полиција, не е обвинителство, не е финансово или не знам што. Речи се разочарав и беше весело сега тука. Меѓутоа околностите се такви, ништо посебно, почитувани гледачи, непотребно вознемирување поради еден звук на како се вика тоа, на звонцето? На звончето? Да. Се уште Златев се обидува да се расправи со лицето кое што ги носи предметите. Јас не знаев дека пошта воопшто функционира во оваа држава. Меѓутоа, ете токму на примерот на Златев се виде дека функционира. Масовно се подпишува нешто тамо. Масовно се подпишува веројатно некои документи. Видим неке документе, неке паре, видим тарот карте, видим неке сметке. Ништо посебно. Драган, во државава можеш да избегаш, ако си Никола Груевски, да избегаш од државата. Можеш да избегаш ако си Артан Груби, да те снема исто така од државата. Може да избегаш ако си Васко Ковачевски со милионски криминал исто така. Ама од данок другарче не можеш да избегаш. И еве, за нашето радио, плати си. Курирот, фин човек, све ни донесе некакво решение. Дај да видам сега што дужиме. Ние плативме една грамада на пари минатото. Чекај, може нешто добро, може подарок некој, а? Или не, да не се лажеме. Позитивни вести од УЈП не сме добле. До сега тоа е единствената емисија. Што е ова? Чекај, не ми се верува дека... По фолио број. Ова е опомена некој. Опомена, касниме со плата 5 дена. Ту смо. Тоа е за првата опомена. Сега да видиме втората честитка од управата за Златев ги отвара документите. Приходи, да видиме ние во какво... А Драган Тарот рече, видим неке документе, видим неке паре. Значи, првото е тоа. Што е сега? Ова е закасното, тоа е дајна плата. Исто решение 2 пати не го пратиле. Добро да. Ако истото, добро. Да не е истото. Истото е, чекайте. 7071. Фолио број небеси. Плативме плата ние тај. Не знам што е работа. УЈП вика дека дужиме 2 плати. А ние дужиме една. Почитувани слушатели. Очигледно тука ќе влезе во одредени парници. Јас не ги завршувам работи од типот, имам таму човек. На отворена сцена Златев се пресметува со УЈП и поставува прашања. Што е ова? Што е ова? Где се мои новци? Значи за 5 дена, човече, за 5 дена трошат писмо, доаѓа курир тука за 5 дена. Експедитивноста ми се допаѓа. Не, ама добро е, ни прават притисок и тоа е добро. И се надевам дека еден ден од УЈП ќе добијам позитивна вест во Ќе добиеш. Од типот дека не треба да платиме данот. И така може да добиеш оние детски играчки, знаеш, на бокс кутија и од незе бокс излегува на детресле. Не. Тоа може да добиеш. Постојано имаме такви состојби. Благодариме на УЈП за подсетувањето дека доцниме 5 дена со плата, но тоа е состојбата во македонските медиуми. Позабавно ќе беше сега да влезеше полиција да те апсеше Златев. Па да теравме уживо апсење на Златев. За било што, не знам, нешто. Некој те пријавил, некој. Нешто.
Си рекол нешто што не треба. Драги Рашковски, Да. лошо сум го погледнал. Лошо сум го погледнал. Драги во маркет, Рашковски, во да. Лисиче, знаеме каде Повторно ме пријавил за лижанијат. Не навлегувам во тој дом. Без да му го спомнеме името на залижаната Ганаса. Значи, остануваме со... не е клевета. Треба да докаже дека сум мислел за него. Ако прати демант, тогаш самиот ќе се идентификува со терминот залижаниот. Ова е всушност добро. Жена се Да. па. Да, зошто да не? Почитувани слушатели, вели FBI, не ова е FBI, даночна управа, од се може да избегате во Македонија, освен во данок, почитувани слушатели, може дрога да продавате во малолетнички затвор да стават, може се и се што да правите, но од данок и од она што се нарекува придонеси кон државата, Не се бегање бега. нема. И кога еден мафијаш како Ал Пачино падна поради тоа, Ал Капоне не. де Ал Пачино. Немој пак сега наси грамар ке Кнопфлер, влета. Ал Пачино место Ал Капоне, кога еден Ал Капоне падна поради данок, замислете што може да му се случи на еден поштен човек како мене, кој е еден криминалец ради данок. Така си е, така е. Останете со 98,1 FM, претплатете се на нашиот канал на YouTube. Ви дрдоревме убаво ово утро, направивме добра емисија. Утре сме со Агим Јонус, класичната петочна дебата во која што Агим Јонус смета дека нас не бива и не може да не биде. А јас имам малку поинаков став и така во последните 6 месеци секој ист петок, истата дебата, истите теми, да се надеваме дека малку позитивно можеби утре ќе се изненадиме, можеби јас ќе бидам во улогата на не бива ништо, ние сме всушност филм на Милчо Манчевски, а Агим Јонус да има малце по различно. Поздрав до Јонус, Онус, з.